Добар ден, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Велес. Денеска заедно со министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова сме во обиколка на Велес за да видиме до каде се сите проекти кои што владата во изминатите неколку години ги има спроведено во Велес, а тие не се малку на број. Бевме на обиколка на регионалниот пат Катланово во Велес, кој што навистина дава еден импулс на целата туристичка зона околу езерото Младост. Бевме да видиме на еден од проектите за паметното езеро, кој што е финансирано од Европска Унија преку владата за локална конкурентност, за туризам, еден од најголемите проекти кој што беше финансиран од вкупно 54 проекти во целата држава и за жал видовме лоша слика затоа што еден дел од тоа не се одржува веќе од општината иеко тоа е во нивна надлежност, но за тоа подетално ќе треба да видиме зошто општината тоа не го става во употреба за граѓаните, затоа што тоа е наменето за граѓаните. И најавивме неколку други проекти кои што се од витално значење за Велес. Овде сме денеска во новата петкатна социјална зграда, за да покажеме дека навистина водиме грижа и создаваме можности за оние за кои им е најпотребно. На 29 социјално ранливи граѓани и граѓанки, лица без родители и лица со посебни потреби, како и оние со ниски плати, им градиме реална можност да добијат свој дом. Дом за себе, за своите деца, за своите најмили. И затоа при обиколката се радувам што зградата ја гледам веќе во финална фаза и Министерството за транспорт и врски набрзо ќе објави повик во кој што овие ранливи категории на граѓани ќе можат да ги искористат социјалните станови. Од 2017 до денес изградени во фаза на изградба се 864 социјални стана. И со ова владата покажува солидарност и создава можност за исто толков број на социјално загрозени граѓани и граѓанки на секаде низ државата да дојдат до својот дом. Никој не треба да биде изоставен, на никого не треба да му бидеускратено правото на дом, ниту на тие кои имаат потреба во Македонски Брод, ниту на нашите сограѓани во Бутел. На секаде низ државата градиме за да помогнеме на тие кои што највеќе им е потребно. И затоа, освен овие два града, имаме создадена цврста мрежа од социјални станови низ целата држава. Во Струмица, Пробиште, Виница, Свети Николе, Гостивар. Во септември година дел од клучевите од социјалните станови ги поделивме на нашите сограѓани во Демир Капија, Гевгелија, а за Неготино распределбата на становите веќе во финална фаза и се очекува конечната листа. За да потоа во Кочани продолжиме со финализирање на изградбата, како и во Сарајево, Девар. Почитувани, владата преку изградбата на социјалните станови нуди реално решение за несигурноста во домувањето. Стабилно живеалиште за сите оние кои се наоѓаат во економски или социјални потешкоти. Со развојот и реализацијата на овој тип на инфраструктурни проекти градиме инклузивно општество. Повторувам, инклузивно општество во кое секое лице и покрај економските и социјалните предизвици ќе може да напредува и да го негува својот живот во својата татковина. Остануваме посветени и неуморни, секој граѓанин и граѓанка, без оглед на својот социјоекономски статус, да го оствари своето основно човеково право, правото на безбедно и достоинствено домување. Благодарам.